Добар ден. Вчера Собраниската комисија за надзор над Управата за безбедност и контраразузнавање ја посети управата согласно своите надлежности. Целта беше да извршиме контрола над законитоста во спроведувањето на овластувањата на управата, да лоцираме злоупотреби и негативности во работењето. Соопштението издадено од Собранието за оваа посета не кореспондира со реалноста. Со оглед на тоа дека информациите се класифицирани со степен на доверливост, нема да соопштувам детали за вчерашната посета. Но, како пратеник и председател на оваа комисија, должен сум да ја информирам јавноста дека Собраниската комисија не доби одговори на клучните прашања. Иако беше побарано од управата да ни ги достави сите протоколи, процедури и подзаконски акти, техничките карактеристики на опремата и упатството за употреба од производителите, тоа не се случи. Комисијата доби оскудни материјали на 5 страни, именувани како информации. Собраниската комисија не може да започне контрола над законитоста на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање ако ги нема овие акти. Со ова само уште еднаш се потврди дека власта нешто крие и не сака суштински надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање. Очигледно власта во заминување сака да избегне соочување со прашањата поврзани со незаконското прислушување. При подготовката на посетата на УБК, комисијата писмено се обрати до Врховниот суд на Република Македонија. Побаравме одговор дали има наредба издадена од судот за следење на комуникациите во периодот од 2007 до 2014 година. Одговорот е дека Врховниот суд нема издадено наредба за следење на комуникациите во периодот од 2007 заклучно со 1 јануари 2015 година. Од друга страна, бројот на издадени судски наредби, објавен од јавното обвинителство во извештајот за примена на посебни истражни мерки во 2014 година, не соодветствува со бројот на судски наредби за 2014 година евидентиран во управата. Бројот на прикажани судски наредби во Управата за безбедност и контраразузнавање е поголем од оној кој е даден од јавното обвинителство на Република Македонија, кој е јавен документ. Како е тоа можно? Овие факти отворија прашања кои мора да бидат одговорени во интерес на граѓаните на Република Македонија. Собраниската комисија ќе продолжи со своите активности. Во интерес на јавноста, комисијата започнува процедура за ангажирање на експерти кои ќе помогнат во нејзината работа. Граѓаните мора да ги добијат сите одговори.